Првата македонска фабрика за производство на златен накит Голдмак Радовиш според вработените пропаѓа. Цели 7 месеци фабриката не работи, а тие немаат земено плата. Бараат отказни решенија, но нема кој да им ги потпише. Газдите ги нема во Радовиш. Агонијата настанала откако странската фирма Broderless Trading од Јужна Африка во 2012-та го презела управувачкиот пакет на Голдмак. Пред 2,5-3 години дојдоа странски инвеститори. Ние сите бевме радосни на некој начин, пошто сметавме дека ќе се унапредува производството, ќе вложуваат. Меѓутоа, после 2,5-3 години, тоа што имаше материјал, мислам на злато и сребро, го зедоа. Како го, не знам дали е злоупотребено, меѓутоа немаме материјал, немаме сировина за работа, немаме плата. Вработените не се акционери. Велат дека странскиот инвеститор немал интерес, па ја оставил фабриката сама да пропаѓа. Сега не знаат што понатаму. Ни плата, ни социјално ништо. Мене ме фаќа сега технолошки. Нема кој да ми туре печат за да идам јас технолошки. И ништо. До пензија, сега требаш да одам јас у пензија. А нема кој. Ба, видео дека нема перспектива, се дигна златото и заврши на приказна. Се дигна злато, сребро. Со тоа злато ние најмалку ќе работиме со тоа темпо, што е уште 10-15 години сигурно. 30 кила злато и 300 кила сребро. Целата комуникација со газдите се одвивала преку оперативниот директор, но според вработените, тој и неговата сопруга правник си поднеле оставки. Тој денеска не одговараше на телефонските повици за да не информира што вистински се случува во Радовишки Голдмак. 40-тината вработени на Радовишки Голдмак секојдневно доаѓаат во фабриката. Го чуваат капиталот на странскиот инвеститор, но и го молат да дојде во Радовиш и да им додели отказни решенија во најмала рака како излез од нивната 7-месечна агонија.